Добар ден, почитувани, следите на новата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Машкото здравје ретко е тема за која мажите отворено зборуваат, се додека не се појави проблем. А токму тестисите имаат клучна улога не само во плодноста, туку и во нивото на хормоните, сексуалното здравје и целокупната машка виталност. Затоа во денешната Телма амбуланта зборуваме за проблемите со тестисите со доктор Горан Јович, уролог-хирург во клиничката болница Жан Митрев. Останете на Телма, ќе имате можност и да поставите прашање во програма. Дали машкото здравје почува со тестисите? Ќе го прашаме. Доктор Горан Јович, уролог-хирург во клиничката болница Жан Митрев. Докторе, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Повторно и добар ден. Добро ве нашол. Благодарам на поканата. Сметате ли дека доволно се зборува за машкото здравје, пред се за проблемите со тестисите, со оглед на тоа колку е важна нивната улога во организмот на мажите? Па да, мислам дека последниве години почна повеќе да се зборува, поготово месец ноември, месец нели на машкото здравје, новембар месец, така да со ова, уствари, па и овие емисии сега кои одат и течат во, и оваа конкретно емисија која оди во програмата, со ова едноставно сме како еден потсетник на мажите да редовно посетуваат уролог. Тоа не значи имавме ние некоја граница, па се зборуваше поготово еве во ноември месец, кога е новембар месец, така па треба да се посетува уролог, да кажеме, од својата 45-та или 50-та година во животот, но тоа не е точно. Значи, буквално треба секој маж барем еднаш годишно да посети уролог, па макар и без икакви симптоми. Значи, вреди да одвои 30 на минути во година дена да отиде на еден основен преглед. Бидејќи тој основен преглед може да ни покаже многу работи, рано откривање на болести, рано нивно превенирање и превенирање на несаканите последици од тие заболувања. Проблеми со тестисите обично се јавуваат и кај помладите мажи, така што тоа е ова е уште еден апел да се прават на време овие уролошки прегледи. Докторе, како се развиваат тестисите кај мажите? Кога започнува и кога завршува нивниот раст? Така, одлично прашање. Видете, значи, тестисите почнуваат да се развиваат уште во интраутериниот живот, значи додека е бебето во утробата на мајката. Се формира како орган, потоа по килните препонските канали се спушта доле во скроталната кеса. Значи, кај бебето, после породување, веќе тестисите треба да бидат спуштени во скроталната кеса. Зошто ова го прави така природата? Така, зошто треба да бидат надвор од телото? Ете, така, одлично. Ова природата го прави затоа што на тестисот му смета телесна температура од 37 целзиусови степени, колку што ни е температурата на телото. И поради тоа, кај мажите, тестисите се изфрлени надвор од човековото тело и при повисоки температури, надворшни температури, уште толку се издолжуваат и одат доле во скроталната кеса, значи природата направила така да ги отстрани уште подалеку од телото, поради делување на телесната температура
или во ладни периоди, ладни зимски периоди, поготово и така, да ги прибира внатре за да ги грее. Отприлика некаде да се одржи температурата околу 36 Целзиусови степени. Ова е целта на тоа за нормален развиток на тестикуларното ткиво, а утре и за нормална сперматогенеза и нормално развивање на сперматозоидите кои нели се ствараат изреат во самиот тестис. Тоа значи дека доколку не се спушти тестисот во детството, може да настанат трајни последици? Точно, по плодноста на мажот? Така, трајни последици. Значи, прво, една од последиците, нарушена сперматогенеза. Можеме да кажеме, ако едниот тестис е задржан горе, другиот е нормално спуштен, па ајде да може и со еден тестис да оствари потомство. Да има, точно, да има потомство. Но постои друга опасност веќе тука. Овој тестис кој е горе и е скриен интраабдоминално или или во самиот канал, тогаш тој тестис прво не е достапен за само преглед или за преглед, а второ и му смета телесната температура, повисока температура, почнува хипотрофија на тестикуларното ткиво, што значи закржвавување, намалување на димензиите на тестисот, но и една предиспонираност за утре, не дај Боже, да во тоа тестикуларно ткиво се развие тумор на тестис. Ризикот за тумори расте. Точно, ризикот за тумори расте. И поради тоа се советува уште во рана детска возраст, доколку приметат родителите или матичниот педијатар да се упати за проценка и евентуално оперативно спуштање на тестисот доле во скроталната кеса, прво поради влијание нели на телесната температура, а второ и поради нормално развивање за понатаму на ова тестикуларно ткиво. Многу често знаеме да најдеме наод при еден ехо преглед да задржаниот тестис кој е горе е со помали димензии во однос на другиот. Што е спуштен. Имаме разлика, да. И сега веќе и тоа ни укажува дека тој тестис не се развива правилно, а утре кога ќе помине нели пубертетот, созре машката единка, тогаш имаме пореметување и на сперматогенезата во тој тестис. Дали тестисите се поврзани со излачувањето и нивоата на машките хормони како што е тестостеронот? Да, значи они се практично основен орган, жлезда, која го лачи 95% од тестостеронот во машкото тело. Значи, од таму потекнува и машкоста. Тука е либидото, плодноста. Се е тоа поврзано едно со друго и така да и поради ова е апелот уште од рана детска возраст. Да се реши проблемот, доколку не е испуштан тестисот, да не се чека. Да се, например, порано се чекаше некоја си пета, па дури и шеста година во животот, за да се спуштат тестисите доле. Па ајде се чека, као можда спонтано ќе се спуштат или така. Но од искуство и ова се докажало дека не би требало да премаши границата повеќе од 2 години. Значи, што порано, тоа подобро. Што порано, тоа подобро. Бидејќи тоа е една едноставна, рутинска операција за еден искусен хирург,
кој ќе го спушти без проблем тестисот доле во скротална кеса, кај што ќе конечно ќе дојде во една природна средина за понатамошно развивање. Доктора, има ли некои секојдневни навики што исто така негативно влијаат врз тестисите? Например, возење на велосипед, на тврдото седиште, тесните фармерки? Така да кажеме, притегнатост некоја на тестисите. Седо тоа има влијание затоа што практично со ова се пореметува тестикуларната васкуларизација, значи крвоснабдувањето во самиот Циркулацијата? Циркулацијата. Чим немаме добра циркулација, имаме веќе заостанување во самиот развој на тестисите. Сега тука има и некои други работи кои може да се откријат преку ова целото, да кажеме некоја хипотрофија на тестиси, закржавеност на тестиси. Одма тука треба, поготово тука се веќе одговорни ендокринолозите, затоа што главната жлезда, диригент за сите жлезди во телото е хипофизата која се наоѓа во главата. И сега можеме да имаме некое пореметување на хипофиза, па да ни даде одговор хипотрофија, недобра развиеност на тестиси, слабо извлачување на тестостерон од тестисите и така. Така да, значи и ова е поврзано, но сепак доволно е да се направи еден основен преглед, Така. добра анамнеза, за да се дојде до евентуално некое заболување. Тука некојаш, дори можем и сам себе си да се критикувам за ова, кога одиме малку по-површно во некој преглед и така, да ни се случи да некогаш нешто и пропуштиме во она основна диагноза. Друго, веќе во онаа млада возраст и така, може да имаме како симптом намалено либидо. Делумна импотенција или комплетна импотенција. Исто може да не упати на некое друго заболување во организмот. Затоа секогаш треба детален преглед, детална анамнеза и да се стигне до самата диагноза. Така, значи еден убав разговор со пациентот, Така. тука се започнува. Но што е доколку некој прегледот забележите дека има зголемена вена во тестисот? Дали Така. тоа може да доведе исто така до некакви проблеми со плодноста кај мажот? Видете, проширени вени од лева страна. Практично сите мажи имаат делумно проширени вени од левата страна. Тоа е поради една анатомска грешка на природата, да кажеме, бидејќи вените од левиот тестис, кои тргнуваат како поточиња па се сливаат едно во друго, на крај се формира онаа тестикуларна вена, од левата страна, она уместо да се влие во големата вена кава во организмот, оди до реналната вена, тоа е бубрежната вена, и преку нејзе се влива во главната вена. Тој пат е подолг прво. И проширени вени се изразени, поизразени кај високи цибрести момчиња, кои, бидејќи е патот подолг, затоа што крвотокот во вените оди одоздова према горе. Последователно имаме доле отпор, проширување, одговор, проширување на оние венички кои се непосредно над тестисот, а со тоа се смета, сега, тука имаме степени на проширување на вени,
и многу е битна одлуката на докторот, проценката негова, дали овие вени се во некоја група која би сметале на утре сперматогенезата. И поради тоа и се оперираат овие вени, практично се преусмерува вената во друг ток, за да може овие вени да се испразнат. И пак е овде поврзано со температурата, телесната температура. Бидејќи се смета зголемен крвоток, зголемена телесна температура, веќе не е таму 36 Целзиусови, него е пак негде колку телесната 37, пиако се тестисите доле во скротални кеси, они пак им смета таа покачена телесна температура и може да се оштетат и да дојде до пореметување на сперматогенезата. Затоа и се битни овие сите прегледи. Да, се прегледа на ехо, се види доплер ехо, се погледнат вените, се направи една проценка, да, ова треба да се оперира, или можеме да причекаме, или не треба да се оперира, дури да се направи еден контролен спермограм, па да видиме имаме влијание на спермограмот, имаме влијание на бројка на сперматозоиди, на градбата на сперматозоидите и Денеска мажите имаат многу полош спермограм во споредба со нивните предци. Исто така и нивото на тестостерон кај младите мажи е положено во споредба со нивните татковци, дедовци. Зошто е тоа така? Поврзано ли е нешто со тестисите или пак е со целокупниот животен стил? Не, познато ли е што стои во позадина? Видите, да е познато до толку не баш ова. Можеме да нешто да не авармира дека може да биде до тоа и тоа, али во главном јас мислам дека начинот на живење, начинот на исхрана, поготово сега имаме и во самата храна доста внос на хормони, внос на естрогени, кои може да допринесат на развитокот на тестикуларното ткиво или до извлачувањето на тестостерон. Еве да ја кажам и ајде да ги поврзам сега младите луѓе кои одат во теретана и посегнуваат кон своеволно боцкање со стероиди или тестостерон. Ги внесуваат дозите кои сами си ги одредиле или некој надри тренери така им кажал и отприлike им препорачал колку тоа треба да го внесат во организмот. И сега што се случува? Пак хипофиза регистрира дека во моментот имаме покачено ниво на тестостерон во организмот. Дава наредба на тестиси да прекинат соовачење на тестостерон. И сега они кога не работат, не овачат тестостерон, почне нивна хипотрофија, нели не работи како орган и он оди во хипотрофија, се намалува. И кога ќе дојде во фаза, кога ќе прекине да прима стероиди или тестостерон, да, веќе доаѓаме во една обратна ситуација кога имаме нагло пад на тестостеронот во организмот и хипотрофични тестиси, кои тешко е постоа да ги натераш да проработат. Значи, ова е сериозна ситуација. Така да сериозно, и затоа и треба да се обрне внимание на целото ова. Не онака стихиски да се зима. Пошто сега почна да кажеме, да, цел Холивуд мажите примаат тестостерон за вечна младост. Одржување на мускулатура и... Ама пазите, сето тоа е, ја мислам, и добро дозирано и правилно дозирано. Не е така. Стихиски.
Значи, да се зима. клучот е во доброто дозирање, така? Па добро дозирање и правилно дозирање и колку треба и прашање дали треба. Аха. Затоа што сега од друга страна, главен кривец на хипертрофија на простата, зголемување, е тестостеронот. Тоа се дошло уште пред многу векови во турските харими. Евнусите, чуварите, биле сите кастрирани. И они немале тестостерон во организмот, и тоа е една група на луѓе која не заболева од простата. И од тогаш дошло и прашањето зошто овие не заболуваат од простата, а сите други мажи после, да кажеме, 50-та година во животот си имаат проблеми со простатата. И простатата никого не го прерипава. Ама се дошло до ова. Кај овие нема тестостерон. Сега, да кажеме, да, еве лекот го знаеме. Направиме кастрација, хемиска или хирушка кастрација, нивото на тестостерон паѓа на нула и простатната жлезда оди во една хипотрофија. Ама од друга страна, ја кинеме машкоста кај таа особа. Така да... Потенцијата? Да, либидото? Ништо нема. Либидо, потенција, све е нула. Ова е многу важен момент што го потенциравте, бидејќи се повеќе мажи се одлучуваат да земаат тестостерон, особено во периодот на андропауза, таа машка менопауза, значи треба добро да се размисли, тоа е мек со две острици. Да се размисли и ова и постојано е тоа во една консултација со ендокринолог. Така. Значи нема тука ја мислам овака, ја мислам толку, јас сум прочитав нова, прочитав на интернет, ми кажа тој и толку примал дози овака ги примал, добро му делувало и обично ни така го примаат. Бидејќи сега тестостерон не мора да го прима во ампули да се боцка. Може се намачка на кожата. Има, да, имаме налепници тестостеронски, има на X начини може да се аплицира во организмот. Ќе ги вклучиме, доктори, гледачите. Од овој момент емисијата е контактна. Телефонскиот број на телевизија Телма испишан на екранот, така што можете да поставите прашање. Значи, добро да се размисли во однос на тестостеронот и кај младите мажи кои што се физички активни и кои што вежбаат, бидејќи тоа може да биде да доведе до проблеми. Так, Сега, да. како се следи здравјето на тестисите? Како мажите да направат само преглед? Дали треба тоа да го прават редовно, како што им се советува на жените, да прават само преглед на дојките? Да, значи прво овака, појавата на тумор на тестис обично е без некои симптоми. И прво се јавува чворче, тврдина една во самото тестикуларно ткиво. Тестисот е полумекна палпација, најлесно и најдостапен за само преглед е после туширање со топла вода. Они се тогаш опуштени, спуштени доле, кожата е помека и лесно се пипа. И тоа е само секунда работа, да се напипа нерамнина, пошто секој знае како треба да изгледа нормален тестис. И по конзистенција и да нема нерамнини. Чим имаме некоја чворчова, нешто треба да не натера да се јавиме едноставно на преглед. Дали? На првичниот преглед, извинете. Јас извинам преглед. Да, ве прекинав. На првичниот преглед имаме ехо преглед. Одма ќе видиме, да, таа тврдина се наоѓа во само тестикуларно ткиво, од таму потекнува, под туниката, значи под обвивката на тестисот е, колку е прокрвена и нормално преку крв се направат овие карактеристични туморски маркери, да. И веќе после 1 час од посета на кај урологот, ние малтене веќе имаме 90% диагноза. Докторе, дали може да доведе до некаква промена во структурата на тестисот некоја инфекција, особено ние сексуално преносливи?
Да, може, и текако може. И обично прво, инфекцијата доаѓа во семените каналчиња, тоа е епидидимот, онаа капа која се наоѓа над самиот тестис, а потоа да премине и во тестикуларното ткиво. Но обично инфекциите во 99% од случаевите се пропратени со оток, болка. Болка и при допир, неможност да се допре, па дури не може ни да ги состави нозите пациентот. И веќе тоа го упатува да одма се јави на лекар. Така. Тоа е болка. А таква промена не мора да значи дека е тумор на тестис или дека е она најлошото. И секогаш тука се почнува со некоја антибиотска терапија, лекување така, или на крај ако се јави некоја абцесна шуплина и така за опасност и сочувување на другиот тестис, да овој тестис мора дури и да се отстрани. Имаме гледач, Да. ќе му дадеме предност, а веднаш потоа продолжуваме со предвидениот концепт за денеска. Добар ден за него. Повелете, во програма сте. Ало, Добар ден, повелете. добар ден. Добар ден. Добар ден, доктор Јович. Он мене ме оперисала, скоро ми извади. Пред 25 години. Јас сум Роска Апостолова од Ниготино. Доктор е многу познат да биде жив 1000 години. Благодарам. Така. Доктор е унедена. Ви благодарам многу за вашето Ви вклучување благодарам. во денешната емисија. Ние, докторе, продолжуваме понатаму, што доколку се забележи дека постои некој тумор. Дали веднаш треба да се отстрани целиот тестис или пак се пристапува само кон отстранување на ткивото кое што на малигното Па ткиво? видете, од искуство и ова треба веднаш да се отстрани целиот тестис заедно со тестикуларната врпца. До крај. Значи, тоа се вика орхифуникулектомија или отстранување на тестис со се неговата тестикуларна врпца која оди до простатата, да кажеме и така. Комплет со се венските и артериските крвни садови. Значи, цела тестикуларна врпца со се тестисот. Идеално најдобро решение. Бидејќи тогаш прво имаме патохистологија, нели поскоро како ќе го испратиме тестикуларното ткиво, а друго гледаме и во ресекционата ивица горе, дали таму имаме некоја присутност. И ако и горе немаме ова, тогаш веќе можеме да бидеме мирни дека е ова отстрането во целост, пошто следи обавезно, нели, и веќе имаме, ќе добиеме патохистолошки наод, имаме патохистолошка диагноза, врз основа на оваа патохистолошка диагноза реагира онкологот и обично тука следат 2 до 3 хемотерапии, но овие хемотерапии се лесни кај помладите луѓе, полесно ги поминуваат и со тоа практично е завршено лекувањето. Советувате ли на мажите кои што треба да минат низ процес на хемотерапија да зачуваат семен материјал? Обавезно. Значи, обавезно. И тоа кога се советува? Се прави операцијата, се отстранува тестисот, Така? после тоа обавезно имаме сперма банка, превенирање на спермиуми, да се сочуваат, значи, здравите спермиуми од другиот тестис, и потоа се оди на хемотерапија. Што не значи дека оваа хемотерапија ќе ја оштети сперматогенезата на другиот тестис. Може да се продолжи понатаму најнормално. Може и текако. Сега скоро имав посета од млади родители со здраво право машко бебенце пред 2 месеци родено. Тој дечко сум го оперирал пред некои си 12 години од карцином на тестис. Сме превенирале спермиуми, но плодот е зачнат со
без не е инвитро, него е Така, природно, да. природно, по Ете, природен така, пат. да. Ке вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. По програма сте, Добар ден. повелете. Поздрав до докторот и до водителката, се јавувам од Срумица. Така, повелете. Пред 6 години имах проширена простата, Така. бев на операција и отклонија ги тие со камера не гледаа внатре и ја исто присутен бев на екранот. Овие некои црвени кругове се појавија и тие бех на операција и ми рекоа оди ќе те отстранат. После 6 години. Сега има пак истиот проблем. И Дали знаете која ви е диагнозата, докторе, јасно ли е зашто останува слободно, одговор? слободно, Добро. да. Сега повторно го имате истиот проблем, предпоставам прашањето ви е што понатаму можете да преземете со оваа ваша Не знам, да, сигурно. Пред тоа, кога треба да идам у ВЦ, немам мораш под напин да идам, да може да се Не можете да мокрите. Да, Имате да, пречки не при може да мокрењето и сам И со плюс напор тоа- можете да мокрите. Да немате уште нека прашање? Да го прашам докторот, кога имам, јас сум веќе 67 години, ама некој пат имам сексуални односи, а немам сперма, не испаѓа. Да, така. Така. Да, ќе ви Добро. објаснам зошто е тоа добро. Ви благодарам за вклучувањето Добро, во програма. одлично и сега и пациентот тоа што праше, поготово последното, обично што се јавува после операција на трансуретрална ресекција на простата или решавање од внатре. Се отстранува онај дел кој ни смета Добро. од простатата за пациентот да понатаму несметано мокри, но бидејќи сега тука отворот е поширок, кај овие пациенти не е да нема сперма, има сперма, него има ретроградна ејакулација. Уместо спермата да излегува надвор од уретрата, оди према внатре во мочниот меур, па постоја пациентот ја мокри. Така. Значи, тоа не е никаков проблем од таа страна, но секако обавезно треба на секој пациент кој се подвргнува на операција на простата да му се Да му се предочи објасни ова, така му се предочи. Така, дека може да се случи да има ретроградна ејакулација. Пациентот ни даде податок дека е опериран пред 6 години, низ каналот, нели, пошто рече со камера и така предпоставувам. Да, точно дека за 6 години пак може да настане хипертрофија на простатата и обично може да треба една реинтервенција за отстранување оној дел кој се зголемил, за да му лесниме на пациентот и понатаму нормално да продолжи да живее. Ке вклучиме уште еден гледач. Добар ден за него. Имаме уште еден гледач. Добар ден, Добар ден, повелете во програма сте. се јавувам од Битола. Повелете. Сакам доктору да го прашам, од Битола се јавуваме. Така. На самите тестиси ми излезе болка. И отидов на доктор установи, така имам во двата тестиси вода. Да. Така, само ќе ве замолам да го следите разговорот преку слушалката. Значи во двата тестиси имате вода. Дали нешто било преземено конкретно или прашањето е што понатаму да се прави? Што понатаму да се прави? Што понатаму? Но зашто водата Добро. се стори во самите А тестиси? си стои добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. На што се должи ова? Ова е хидроцела, значи само ти ме кажува хидроцела, водена циста, која се појавува течност, тоа е серозна, бистра серозна течност, која се појавува помеѓу овојниците на тестисот. Сега, како они се тријат измеѓу себе, тука се вачи се повеќе и повеќе течност
и ова ствара еден притисок, нелагодност и ова се лекува исклучиво оперативно. Не се препорачува пункција и празнење на течноста, затоа што со секое празнење за неколку месеци двојно повеќе ќе се извачи течност и само можеме да ја направиме уште поголема нелагодност кај пациентот. Да кажеме од 100 или 200 мл собрана течност внатре, веќе може да дојде и до 500 и 600 и 700 мл течност. Можете да замислите колкава е тоа тежина една во самата скротална кеса. И затоа овој тип на диагноза, нели така, се советува исклучиво оперативно лекување. Може тестисот да настрада, да биде оштетен поради... Па да, притисок врши, да, под притисок е, да. И кај пациенти често се случува и тоа, да кај пациенти кои долго време ја носеле хидроцелата и така, на крај отвориме и најдеме еден хипотрофичен тестис кој е практично неупотреблив и нормално дека со ова го отстрануваме и самиот тестис. Така. Уште еден гледач очекува вклучување. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Да. Јас сум 67 годишен човек. Така. И имам еден проблем со десниот тестис ми е добар, а левиот тестис ми е многу голем. Така, значи дали е тоа кила, дали е што е. И лева страна ми е ампутирана ногата. И сега ми е страх дали треба на операција или што треба да се прави. Така, што понатамо? Докторе, да имате некој прашање само дополнително? Да, не, пациентот кажа дека ова е прво, морам да му одговорам на пациентот. Значи мора да направи еден основен преглед. Мора некој да види и он добро кажа дали се работи за хернија, кила, дали се работи за некоја после некој воспаление или така, па повлечен, ретрахиран тестис према каналот или така, ама за цело тоа да каже и да кажам дека да, ова треба да се оперира или треба да се лекува, мора да се прегледа прво, нормално. Ова е најобична еходиагностика и палпација, ништо друго. На тоа се сведува прегледот? Точно. Ехо преглед, значи не комплетно можете се да визуализирате. Во самиот првичен преглед, пошто кај нас секој пациент кој влегува во амбуланта обавезно е подвргнат и на еден ехо преглед. Докторе, што е со оние пациенти како што ќе биде отстранет тестисот? Создава ли тоа психолошки товар? Како и жена што станала без дојка, например? Значи, може ли тука се повлече паралела? Потполно исто. Потполно исто. Како жена се осеќа со една дојка, така и млад маж се осеќа со еден тестис. Сега тоа воопшто не е проблем. И на сите мои пациенти им ја кажувам таа можност. Постојат изварени тестикуларни протези кои ги вградувам. Практично целата интервенција се сведува на 24 часовна хирургија, а со тоа прво естетски воопшто не се приметува, дури нити на палпација, а од друга страна огромна една психичка потпора за самиот пациент. Така. Бидејќи секогаш утре ќе добива прашање зошто со еден тестис. Или ќе си го поставува самиот себе си? Прво самиот себе си, а потоа и од спротивната страна. Имаме гледач, повторно ќе вклучиме со негово прашање. Добар ден! Во продолжение на денешната Телма амбуланта очекуваме уште едно вклучување од гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Ќе ве замолам само разговорот да го следите преку слушалката. Има едно прашање за докторот, интересно прашање. Така, разговорот следите го преку слушалката. Ајде, нема малку. Така, намалите го тонот на Имаме интересно прашање за докторот. Ајде да го слушнеме. Видите вака. Докторот сигурно знае дека силата на човекот се мери според сексуалната глад. И да го прашам кратко, дали може гладта
да ја победи, да го победи сето тоа што го кажа он во однос на темата. Толку може да каже. Ако може да одговори кратко. Околу потенцијата, Околу веројатно. потенцијата, предпоставувам вие прашањето. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Машкоста дали се мери со неговата потенција и дали тоа може да се победи? Дали, оно вика за глад или либидото. Либидото. Веројатно е либидото. за либидото и така. Да, точно е дека ако либидото е намалено, тогаш немаме ни имаме веќе една и почеток на ерективна дисфункција. Но сега секогаш прво треба да се постави прашање зошто е падот на либидото. Падот на либидото може да биде психички, но може да биде и од органско потекло. Можете тоа за време на преглед да го процените за што се работи? Па видете, во главном, кај X пациенти праваме еден основен лабораториска анализа и кај X пациенти преку ерективна дисфункција сме откриле диабет или латентен диабет. Или кардиоваскуларни болести? Исто, да кажеме. Па поврзано или дали е некој диабет или кардиоваскуларни болести, доста често е тоа поврзано, а е поврзано едноставно пациентот дошол на преглед поради ерективна дисфункција. И сега секојаш тука треба да се оди во позадина. И никош не треба да се занемери дека да, ова може да биде само психичка компонента, а не и друго, него доста често е и некој друг тип на заболување кое е во позадина. Но може да се реши, да се победи. И текако. Така, да, тоа што беше прашањето на може да се гледачот. реши, а поготово сега и со терапија, и со решавање на основниот проблем доколку го има кај пациентот. До која возраст кај мажите би требало да е нормално либидото? Нема лимит. Нема граница? Нема граница. Тоа многу зависи од нивото на тестостерон во организмот, добра циркулација, дали пациентот зема некој друг тип на лекови, па може да му делуваат на ерективната дисфункција, психичката компонента. Така. Имаме повторно гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте? За кај доктор да прашаме? Секако, повелете. Ами, мажот ми не може да се домокрува. Има проблем со мокрењето. Со мокрењето се мокри, ама сетне не знае кога се мокри, а не може да се домокри. Така. Дали слуша докторо? Да, ве секако. слушам, да. Так. Повелете. Дека не слушам да зборува таму. Да, ве Так. слушам. Значи, Докторе, слушате? Ве слушам, да. прашањето предпоставуваме што може се направи, каков преглед, или имате веќе некаква диагноза? Немаме ништо, ние само не може да се А да дали се бил домокри, бил не на се сеќава уролог? кога е мокрен, кога не е мокрен. Така, добро, Да. ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, што би препорачале? Една од основните симптоми, сигурно, нормално, прво преглед, лабораторија, контрола на простатично специфичниот антиген, ПСА и еходиагностика првична со мерење на рестурина. Што значи тоа? Доаѓа пациентот со полна бешика, се прави еходиагностика, оди пациентот да мокри, се враќа, повторно се гледа и гледаме дали има рестурина. Тоа е ова чувство кое и овој симптом... недоиспразнетост. Недоиспразнетост, кој го кажа сега еве и сопругата на пациентот. Со тоа ќе видиме, да, имаме оваков волумен на простата, толку ни останува рестурина, продолжуваме со понатамошни испитувања, кои може веќе да се направат малтене и следниот ден и одлука дали пациентот е за медикаментозна терапија или е за оперативно лекување.
Кога станува збор за пациенти со тумор на тестисите, дали е точно дека се тие се помлади, односно спаѓаат во на категорија на млади мажи? Па видите, во главном туморите на тестиси се јавуваат кај младите мажи. И што е овде битно во целата ова, и добро е што и овде сега и ова го разговарам и се, младите мажи поготово во пубертет и одма после оној период од пубертет, едноставно се срамат и дома да кажат дека имаат некој проблем. И не се јавуваат на време на преглед. Веќе во онаа друга возраст, после 30-та година, е посозрен така, па знае да дојде да се јави на преглед и така, и да го фатиме на време процесот. А младите можат и да забележат нешто и да не пријават воопшто? Да, Тоа се случува? Да, точно. И добро е ова што овде сега го разговараме и изборуваме и така. Едноставно дека тука нема срам. Доволно е да каже дома или не мора ни дома да каже. Се пријави за преглед, дојде на преглед, 30 минути може да одвои. Така. Нажалост, многу млади животи изгубивме поради ненавремено јавување. Пазите, карцином на тестис е во некоја фаза, порано откриена фаза и така, 100% излечива болест. Нажалост, жалосно е да ги испуштиме овие млади луѓе затоа што поради ненавремено јавување на доктор, затоа од срам. Така, и зато и родителите меѓу другото и да разговара дома со своите деца. Да, или да го потпраши така, да го ослободи. Мада они, ако веќе он праша дома, проблемот е решен. Родителот ќе го натери и ќе го донесе на преглед. Проблемот е што не се пријавува дома. И случајно родителот ќе открие така, или кога он веќе на крај ќе призне дека има огромна промена некоја доле, која се ова, или на систематски преглед. Значи, на систематските прегледи се прават? Така би требало, значи, затоа и се вика систематски преглед. Целосен преглед, да, така. целосен преглед на сите и така. системи, така. Би требало ова за рано откривање. Порано кога се одеше во војска, служевме JNA сите, уште на прв преглед ова имаш комплетен преглед. И ниеден не е пропуштен. Да, тоа говори за... Кај млади луѓе е откриена варикоцела, проширени вени, добро. Некоја напредната брух, хернија, нели, кила, како да ја кажеме народски. Еве хидроцела спомнавме сега како водена кила и туморите на тестиси. Правилно, одма на време откриени, превенирани и се. Затоа се важни превентивните прегледи. Еве, уште еден апел на самиот крај на денешната Телма амбуланта, да се прават редовни уролошки прегледи и сосема на крај, во кратки црти, што е со оние мажи кои што имаат многу лош спермограм, а сакаат да се реализираат во родителството. Така, одлично и ова што многу лош спермограм, треба нели да дојдеме до диагнозата зошто е лош тој спермограм, или може да се случи да во спермата немаме ниеден сперматозоид. Значи 0 сперматозоиди, сите наоди 0. Но и овие мажи не треба да кренат рака од ова целото. Сега правиме микротесе, што значи тоа микробиопсија, значи биопсија следена, биопсија на тестис, следена под микроскоп, кога практично го отвораме буквално open book како тетрадка. Тестисот, да, со микроскоп бараме внатре и земаме ткивот таму кај што мислиме
дека можеби ќе најдеме некој жив сперматозоид. Овие сперматозоиди одма се превенираат во куќата, таму каде што веќе младите го почнале за инвитро, се превенира сперматозоидот и утре се врши оплодување инвитро и тоа кај партнерот со 0 сперматозоиди. Најдени 1, 2, 3, 5 сперматозоида само во тестиси. Претходно правевме биопсија на тестиси насумице, да кажем. На слепо. Аха, сметам дека од тука е добро ткивото, па од тука ќе го извадам овој дел од ткивото и ќе го дадам таму, па сега ако најдат или може и да не најдат. Овде веќе кај микротесето е многу попрецизна метода. А и ова е хирургија од 24 часа. Значи, денеска прием интервенција, утре пациентот оди дома. Минимално инвазивно. Минимално инвазивно. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Една тема која што беше многу важна за машкото здравје. Драго ми што се охрабри гледачите и се јавија и поставија прашања. Да. Ви благодарам и вас на поканата и се гледаме повторно. На располагање во секое време. Да. Почитувани, ви благодарам и вам што бевте заедно со нас и ви посакувам пријатен ден.